Се наоѓаме во Кумановско-Пчинско-Сетиниколскиот регион, во кој што гравитираат околу 30 села, со околу 3000 хектари посеани под лебно жито. Наминавме и во овие села да ги видиме жетварите како се спремаат да го соберат овогодишното лебно жито. Што поработуваш вака ти? Па од земјоделие се. Што тоа? Па сејам жито, чувам стока. Колку имаш овој жито посејано? Имам 14 хектара. 14 хектари. Да. Како е родот ова година? Сега моментално е добар родот. Отприлика колку е овдека просечниот принос по хектар? Па зависи од година. Секоја година од година зависи колку е. Може да биде 3-4 тона, а може да биде и до 2 тона. Колку време се занимаваш со со откуп на пшеница и преработка на пшеница? Ова ми е фамилиарен бизнис од дедо ми, од татко ми. Прошлата година откупиме околу 1000 и нешто тони, 1300-400 тони, 1500 тони. А ова година не знам. Ама син ми има назејано 3 хектара пшеница и 7 хектара јачме. Колку очекуваш да речеме род да имаш ова година од пшеницата и од јачменот? Тешко. Нема да покрие ништо. Може да 1500. По хектар? По хектар толку. Така иде, ако заврни може да 1800, ама не верувам. Имам бунар, ама немам тие помагала, немам црево, немам бренери, немам топче. Со водата може да биде и 5 тона по хектар, и 6. Ама немам тие, нема, никој не тера. У село си, значи не вредиш. Како и секоја година ние планираме да откупиме некои количини. Може да ќе бидат помали количини од прошлата година, може би истите. Која е причината? Па причината е поради што има многу увоз брашно од Србија, од Косово. И тоа е ефтино брашно, доаѓа тука многу ефтино по 12-13 денари. Како ќе биде со откупот? Што се слушаат вака гласини? Како што кажуваат, ако биде по 8 денара, тоа е многу минимално и ние трошковите не можеме да ги покриеме. Ќе сееш ли на есен пак да речеме? Па мора, што ќе јаде. Нема месо, нема. Учиш, неќеш, у неделата половин кило леп, ќе јаде. Фамилиарен сум, на 3 деца сум татко. Децата ме видуваат само 1 сат. Вечер кога ќе си отидам, ја живеам во Свети Николе, од село Сопот сум, отидам само 1 сат ме децата гледат дома. Ја 14 сата работам само за леп, за нив и за мене. Дали овие околу 30.000 тони жито ќе биде навремено ожнеено предадено во селосите, не зависи само од времето, туку и од самите жртвари кои што ова жито ќе треба да го соберат.